Во ова издание, Трамп или Бајден, кој кандидат има поголема поддршка кај американските земјоделци? Обединето кралство, што ќе се случи доколку до крајот на годината не биде постигнат договор со Европската унија? Филибастер, што прават законодавците кога сакаат да блокираат некоја легислатива? Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Трговските договори и државната поддршка се главните теми за кои се интересираат американските земјоделци во пресрет на претседателските избори. Анкетите покажуваат дека Доналд Трамп има предност пред Џо Бајден во руралниот дел од Соединетите држави. На почетокот на оваа година Рон Мур се подготвувал за уште една година на трговска неизвестност со Кина, една од најголемите купувачи на соја од неговата фарма во Илиноис. Но она што не можел да го предвиди е глобалната пандемија на коронавирус, која се одразила врз снабдувањето со храна, намалувајќи ги цените на добитокот и добиточната храна. Тоа ја уништи побарувачката за жито што обезбедува храна за добитокот. Одделот за земјоделие на САД вели дека како последица на трговската војна, цената на сојата паднала за 35% меѓу 2014 и 2019 година, дури и пред пандемијата да го намали бројот на кинеските купувачи. Беше тоа двоен удар. Цената на пченката е еден од главните производи во фармата на Вендел Шуман, паднала за 44% од 2014 до 2019 година. Тој нема забележано значаен повраток. Беше многу лоша година во однос на цената. Повеќето од тоа што го продадов беше под цената на која се надевав. Токму затоа Мур и Шуман велат дека исплатите за земјоделците од програмата за пазарно олеснување на одделот за земјоделие од 2018 година ги одржале во живот, додека администрацијата на Трамп договарала нови трговски договори. Тоа беше голема помош. Сигурен сум дека има луѓе кои не би имале што да јадат ако не постоеше оваа помош. Тоа беше спас, иако и натаму работиме без профит. Потребна ни е добивка и подобри пазари за да просперираме. Одделот за земјоделие на САД обезбеди помош од 19 милиарди долари на почетокот на годината, кога пандемијата го погоди снабдувањето со храна. Уште една помош од 14 милиарди долари следувала во септември. Директорот за национална легислатива во Бирото за фарми на Илиноис, Адам Нилсен, вели дека владината помош од вкупно 100 милиарди долари од 2016 година наваму имала позитивен ефект. Можевме да спречиме банкротирање на може да платат за семи ѓубриво да засадат уште пченка. Вендел Шуман вели дека владината помош не може да трае за секогаш. Владата нема доволно пари да продолжи да им дава на сите за живот. Сепак, тој го пофали председателот Доналд Трамп за напредокот околу трговските прашања и се надева отие Америка ќе постигне траен договор со Кина. Доста изненадувачки е за човек кој доаѓа од Њујорк и многу малку знае за земјоделие да го поддржа овој сектор. Ми се допаѓа тоа што го прави, но не ми се допаѓа како зборува понекогаш. Ме фрустрира. Би можел да има подобри манири. Од тие причини, пораката за двопартиска соработка на демократскиот председателски кандидат Џо Бајден исто така му се допаѓа на Шуман. Мора да се прави компромис. Луѓето мора да работат заедно. Она што не му се допаѓа на Шуман се барањата кои тој верува ќе реорганизираат американската економија во борба против климатските промени. Истражување на јавното мислење меѓу земјоделците од крајот на септември покажува дека председателот Трамп води со 17% пред Бајден. Во истата анкета, 59% од земјоделците велат дека би имале финансиски тешкоти без помошта на владата, како и без програмата за снабдување со храна како последица на коронавирусот. 31 декември е крајниот датум до кој што Обединетото кралство и Европската унија треба да постигнат конечен договор за Брекзит. Хенри Риджвел од Лондон известува за проблемите што може да произлезат од тоа. Поморската линија со ферибот Довер-Кале и железничката линија низ Евротунелот се витални артерии за британската трговија со Европа. Околу 4 милиони камиони ги користат овие премини секоја година. Кога ќе заврши периодот на транзиција со
потребни гранични проверки, особено ако не се постигне трговскиот договор. Британската влада предупреди дека над 60% од камионите за пренос на тешка стока можеби нема да имаат валидна документација. Тие ќе бидат вратени назад од француските погранични власти и ќе се направи метеж на преминот Довер-Кале. Во такви услови ќе бидат заглавени над 7000 камиони во Кент. 80% од британската економија отпаѓа на услуги. Во Лондон, банките и финансиските услуги се подготвуваат за ситуација ако не биде постигнат договор, вели авторот на извештајот Джонатан Портес од коледжот Кингс во Лондон. Тие релоцираат правни оддели дел од персоналот за да се справат со новонастанатата ситуација. JP Morgan е најнова од банките која и најавија таков чекор и префрли 230 милиарди долари од средствата од Лондон во Германија. Британската економија веќе регистрира пат за 1/5 годинава поради пандемијата со коронавирусот. Тековните ефекти може да го маскираат влијанието од Брекзит без договор, но двете работи може да се надополнат. Ќе биде можно тешко да се интерпретира што се случува во економската статистика и податоци зашто се наоѓаме во исклучителен период. Бизнисите и владата веќе имаат полни раце работа во справување со последиците од COVID-19. Границата меѓу Република Ирска и Северна Ирска станува граница меѓу Британија и ЕУ. Постоја стравување дека било какви погранични проверки може да предизвикаат враќање на секташко насилство. Наместо тоа, договорот за полекување постигнат меѓу Британија и Европската унија лани наложи пограничните контроли да се вршат кај Ирското море во случај да не биде постигнат договор. Но Лондон најави легислатива со која ќе се поништи договорот, што ќе значи кршење на меѓународните закони. Даблин реагираше. Има растечко чувство дека Велика Британија всушност не сака договор. Се сведува на менаџирање на играта на префрвање на вината во случај да пропаднат преговорите. Британија инсистира дека и натаму сака договор, но таков, што ќе гарантира суверенитет. Промената бара подготовки, но за промена гласаше британскиот народ. Главниот преговарач од Европската унија Майкл Барниер го посети Лондон за неформални разговори спроти 9-та рунда официјални преговори. Аналитичарите потенцираат дека дури ако биде постигнат договор, нема да биде сеопфатен и дека треба да се очекуваат проблеми без оглед на исходот. И пред самиот крај, кратко видео објаснување за филибастер. Демократска алатка која им стои на располагање на законодавците кога сакаат да блокираат некоја легислатива. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете не утре, на истото место и во истото време. Поздрав од Вашингтон!